Продолжуваме со разговори во студиото. Мојата драга колешка Сузе, ке и кажам добро утро. И добре ни дојде, јас и ти по подолг период сме еве заедно во утринските часови. Среќна нова стара и сите празници. И сите празници, нека ни е полна со здравје и оваа година како и секоја следна друга. Сузе, тоа најмногу го посакувам и ќе му кажам добро утро кога веќе сме на таа тема на нашиот гостоин професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиологија во Аџибадем Систина. Новитети во третман на болка. Повторно ли имаме некои новитети? Со оглед на тоа дека и минатиот пат зборувавме и сега повторно има нешто ново. Да, сега ни е ново што формиравме Центар за третман на болка. Значи еден сеопфатен пристап. Ние сме како радиолози дел од тој центар кај што со своји методи третираме болка. И обично најтешките типови на болка, како што е малигна болка, ги третираме со нашите методи, каде што другите методи нема решение. Значи не може анестезиолога да истретира, да помогне. Тоа е инфилтративна болка и за тоа сум денеска овде за да појасниме нешто што работиме и така малку да го афирмираме нашиот... Но повеќе за тоа се разбира со Сузе. Сузе, повелете. Благодарам многу. Официјално и од мене добре дојде, професоре, секогаш е задоволство да се говори за нешта кои што речиси први во оваа земја ги спроведувате. Вие сте всушност еден од малкуте ваши колеги кои се од првиот ден во Аџибадем Систина. Да, така е. Како еден од најдобрите радиолози и радиодиагностичари во нашава земја, сигурна сум дека имаме многу што да кажеме и не знам дали времето ќе ни стигне, но еве, ајде го споменавте дека се формира центар за третирање на болка. Што опфаќа овој центар? Значи, пристапот и формирањето на центарот беше да решиме една состојба која што долго време се обидуваме да ја решиме, но има, да речеме, состојби кај што со конвенционалните методи. Значи, ако има болка, човек обично зима некаква таблетка и така натаму. Има состојби кај што и да примите, вклучувајќи ги и најјаките таблетки за болка, вклучувајќи ги, да речеме, морфинот, кој што е синоним и последната алатка, да речеме, која што ја даваме ние, но заради неговите несакани ефекти мора да примениме нешто друго. Медицината е динамична дисциплина и она напредува секојдневно. Можам да ви кажам дека во нашиот дел како радиолози во тој центар за болка ние си имаме свое поле кај што третираме болка, која што некогаш може да е третман само на болката како симптом еден, а некогаш може да третираме и болест која што се манифестира со болка. Значи, фокусот ни е нас и за тоа има големо оправдување зашто е тоа така, на третманот на она најтешка болка од малигни заболувања. Значи, вие кој ќе добиете пациент кој што има малигно заболување, кој што е во суштина тешко заболување и кој ќе дојде со симптом на болка плюс, предизвикот е голем да вие помогнете да го ослободите од тоа, барем нешто да му олесните. Значи, ние кажуваме дека е тоа палиативна, не ја решаваме основната болест, но го ослободуваме од нешто што му го компрометира нормалното живење, знаете. Јас, да речеме, кој ќе добијам пациент со таква, да речеме, малигна болка, може да земеме пример болка која што е предизвикана од инфилтрација на еден сплет на нерви во стомакот, длабоко, блиску до големите крвни садови, предизвикан од малигно заболување на панкреасот, метастази од лимфни јазви, малигно заболување на желудникот, малигно заболување на црниот дроб и од билијарните патишта, вие немате друго решение за да го ослободите пациентот од болка, освен ова. Тоа се нарекува перкутана невролиза и фокусот нас ни е за низ целиот организам, длабоко внатре, да ние тие нервни плексуси кои генерираат болка од основната болест,
ние ги уништиме, бидејќи со уништувањето нивно, прекинувањето на тој ланец на нерви кои што одат од и до самата промена, ние го уништуваме и ја прекинуваме сензацијата да пациентот манифестира болка. Кој ќе направиме таква една интервенција и утредента ќе поминам јас на визита да го видам пациентот, пошто еден ден мора да лежи во болничка установа, одговорот знаете кој е најчест. Докторе, прв пат спијам после месец, два, три. Спие. Значи, они немаат сон од болка. Они со отворени очи дури не можат ни да легнат, него седат во столица и кога ќе го чуете тоа, тогаш тоа ве мотивира да вие и понатаму работите, бидејќи со третманот на болка, а во конкретниот случај, да речеме, третман на малигна болка го ослободува во огромен процент за секогаш од тој симптом. Не е тоа да вие... Значи тоа се прави, еднаш се прави тој третман и трае. И трае, да. Не е нешто што треба да се прави во континуитет. Не е континуитет. нешто што треба да се повтори. Ако треба да се повтори, се повторува уште еднаш. Бидејќи, знаете, ние аплицираме многу едноставно алкохол на местото кај што се нервите. Тој ни е нас лекот или средството со кое што ги уништуваме нервите. Бидејќи алкохолот е достапен, го има секаде, апсолутен алкохол, тоа е чист алкохол, се внимателно се аплицира на местото, нормално методата ја водиме со нешто, значи почетоците се да тоа го правеле интраоперативно, но сега веќе нема таква работа, бидејќи имаме така моќни алатки кај што може внимателно сите локални органи да ги поштедиме од компликации, да речеме, влегуваме со игла и аплицираме алкохол внимателно водено со компјутеризирана томографија. Зборувам за болка од овие малигни заболувања за да го уништиме тој плексус што ни прави проблем. Во огромен процент, значи преку 80%, тоа го правиме со една интервенција. Дали ќе одиме со преден, заден пристап, тоа е веќе на техника, на апликација. Но суштината е да ние го уништиме тој плексус. Ако се јави повторно пациентот, правиме уште една интервенција. Може да се случи да некои од тие нервни влакна не ги уништиме, вториот пат сигурно ги уништуваме. Успешноста на интервенцијата, знаете како се мери? Ако претходно пациентот земал на уста најако аналгетско средство, сега зема обичен парацетамол и аналгин, една таблетка и може целата вечер да ја преспие. Савеле се буди, ништо не го боли. Претходно не можел никако да заспие со ништо, разбирате? Тоа е нешто што ние го работиме како радиолози во оној дел што се нарекува интервентна радиологија. За тоа не би зборувал многу, тоа е една нова практички дисциплина или специализација во полето медицинско во Америка, е посебен дел на тие луѓе што се бават со такви методи кај кои што го решаваат основниот проблем на пациентот. Покрај оваа малигна болка, од малигна ние решаваме и болка кај што може да делуваме дури и како се нарекува тоа на македонски, лечебно, да речеме, или куративно, тоа е на латински, кај што може и покрај тоа што ќе го решиме основниот симптом за кој што е дојден пациентот, ние го решаваме и неговиот основен здравствен проблем. Такви примери има неколку, кај што да речеме правиме аблација на една бенигна промена која што се манифестира со болка. Кога ќе ја диагностицираме, детектираме, кој што се нарекува да речеме остеитостеом, тоа е на скелет, на коска, но може да биде лоциран во било кој дел. Сме имале на долгите коски промена, сме имале на рбетот промена. Кај што предизвик е за нас да влеземе внатри и да ја уништиме. Имаме моќни алатки, како што е радиофреквентна аблација, криоаблација во последно време. Тоа се тие аблативни техники кои што ги работиме веќе 2-3 години, кај кои што го решаваме проблемот со решавање на болката, го решаваме и основниот проблем. Нема потреба од дополнително оперативно лекување, од дополнителни тераписки средства. Значи,
толку е моќна таа техника да го ослободува пациентот и од неговата основна болест. И тоа е нешто на крај кај кој што вие ќе бидете задоволни за тоа што пациентот го ослободувате од дополнително, да речеме, или од примарно оперативно лекување. Полека тоа го сваќаат и клиничките доктори, бидејќи е едно правило кај нас да не му наштетите на пациентот. Вие може да му ја решите основната болест, но да има нус ефекти многу. Тоа не е така ретка појава во медицината. Да ја постигнете целта, но од другите работи пациентот да има проблеми цело време. Овде нешто што е многу битно, минимално инвазивно. Знаете, вие со една интервенција која што трае, да речеме, извесен период, пациентот е еден ден во болница заради стабилизација на состојбата и така натаму, бидејќи ние не сме многу нежни во тие. Значи, користиме загревање локално, користиме ладење локално, кај кироаблацијата, користиме тие се основните техники. Треба внатре да влеземе, да речеме, ако е коска во прашање, а проблемот е внатре во коската, треба да стигнете до промената. Значи, имаме алатки кај кои што правиме одредено каналче за да може да ја пласираме. Кога тоа ќе го направиме, тоа е болно само по себе, кога вие да допрете коска со обично игличе, пациентот реагира, бидејќи таму има нервни залачетоци. Тука доаѓа помошта од нашите драги соработници анестезиолози. Кога ќе осети пациентот болка, а интервенцијата се работи во ако не е стварно мал пациент кај што треба да даете општа анестезија, во ние велиме потенцирана аналгезија и седација. Значи, прагот на болката која што ние му ја нанесуваме со интервенцијата, го супримираме од друга страна со помош на анестезиолозите. И они знаат, истото важи и за малигната болка. Кога ќе даете вие ставите алкохол, самата процедура е болна. Кога ќе го почнеме да го даваме и пациентот почне да реагира, тука настапува анестезиологот и ја супримира болката. И пациентот и за време на интервенцијата и после тоа може да има болка, за тоа се тие еден ден услови кои што се болнички, кај што може вие да ја третирате болката со комбинација на лекови давани венски. Сакав само да искоментирам нешто. Ве слушам со големо внимание и одлично е што се спроведени вакви начини за спречување на болката, односно пациентите кои што долго време живеат со некаква болка да можат да се ослободат од истата. Во народот постои едно размислување, да не го речам сега верување, дека се што е лоша диагноза не боли, а нешто те боли, значи не е ништо страшно. Има ли тука некаква вистина во тоа? Одговорот, знаете како ќе биде? Болката е сојузник на организмот или на пациентот. Ако се појави болка, ние го вклучуваме алармот. И самиот пациент треба да вклучи аларм зошто го боли. Добра диагностика треба. Значи, треба да видиме од каде е генерирана болката. Кога ќе видиме од каде е генерирана болката, може да ја третираме. Значи, палетата, нашиот фокус, да речеме, е на малигната болка, бидејќи е една болка од тешките заболувања. Значи, тогаш се постигнува и диагностика. Во овој делот кај што се малигните заболувања, ние го ослободуваме пациентот од болка. Точно е тоа дека малигните заболувања не болат. И за тоа кога ќе ги откриеме и кога ќе се појави болка, тоа е веќе доцна. Разбирате? За да откриеме нешто рано, треба да направиме американците и англичаните имаат еден термин кој се нарекува скрининг, ја не можам на македонски да го преведам. Тоа значи дека ако сакате да откриете рано карцином на бели дробови, скринингот не е да направите слика на белите дробови или рентгенска графија како порано што мислеа, него треба да направиме компјутеризирана томографија со висока резолуција за да видиме некој чворче кој што после тоа следи биопсија и рано може да го детектираме. Ако рано детектираме малигно заболување, не боли воопшто. Истото е кај жените, да речеме. Жените
страдаат или жените ги убиваат под наводници две малигни заболувања, тоа е малигном на дојка и малигном на грлна матка. Огромен процент од тие малигноми ги убиваат нашите жени под наводници кажано. За двете методи имаме многу фини, моćни алатки да може рано да ги детектираме. Жената треба да направи само мамографија и треба да направи еден тест кој што се нарекува Папа Николао или ПАП тест, популарно кажано. Ќе го вклучиме алармот. Ќе направиме диагностика и ќе направиме интервенција ако рано детектираме. Со самата интервенција може да постигнеме да извадиме еден дел од тоа, да земеме биопсија и така натаму. Значи имаме начини како ние да стигнеме диагнозата. Кога ќе стигнеме диагнозата многу полесно. Во медицината, особено во онкологијата, има неверојатен прогрес. Тоа може би сум го кажал и минато. Сите работи што се случуваат таму се резултат на напредокот во детекција на промените малигни. Разбирате, ние може да детектираме нормално на молекуларно ниво со разни тестови и да дадеме адекватна терапија која што ќе биде индивидуална или таргетирана терапија, персонализирана терапија. Тоа е сега многу актуелно во медицината. Значи за секој пациент бидејќи се менуваат промените. Да. Разбирате? Секој пациент е индивидуал за себе. Да. Многу ми е драго што секој петок имаме можност по некоја тема да начнеме и да превенираме и да подсетиме. Всушност, ниеден од нас како пациенти не би сакал да оди редовно. Секој од нас е до некаде лош пациент, човек. Меѓутоа, овие петоци нека бидат подсетување за гледачите колку е важно ние да спречиме наместо да лечиме. Така не би? Така е, Сузе. Да. Ви благодарам многу што ова утро ни бевте гостини, што го споменавме овој центар за третирање на болка, каде што на вистина, особено пациентите со малигнитети можат да се ослободат, би рекла, за секогаш од болката која не им дава можност ниту да спијат, ниту да функционираат во тие денови од нивното оболедување. До некоја следна тема се гледаме повторно. Благодарам за поканата, ми беше задоволство да кажеме нешто за кое што може многу да направиме, разбирате? Да. Значи, вие, овде е другата страна, болка од било која природа, да речеме болка од дрбет, болка од васкуларна болка, висцерална болка, исто така може да ја третираме. Немаше доволно време ја да посветам да кажам на кое ниво ние се може да направиме. Одлична можност беше ова, да ги информираме. Тоа е оној дел кој што се нарекува медицински. За овој другиот дел кој што се нарекува, знаете што, ја имам болка, како да, што да правам, значи нашиот центар покрај тоа што ја третира болката, има уште една функција, да диагностицираме од што е генерирана таа болка. Да, одлично. Ви благодарам многу за сите овие новитети кои што им ги презентиравме на гледачите, а ние продолжуваме. И новитети и совети покрај така другото, да. Така многу ви благодарам исто и јас. Ви посакувам многу успех во вашата работа.